Катастрофалниот пожар во Кочани е најголемиот предизвик со кој се соочи владата во првата година од мандатот. Незапаметената загуба на 62 млади животи фрли сенка врз се останато што се случуваше во изминатите 12 месеци. Борбата за спас и опоравување на повеќе од 200 повредени во пожарот, но и истрагата против сите кои што придонеле небезбедниот индустријски објект 12 години непречено да работи како ноќен клуб, беа главните теми во изминатите 3 месеци. Повеќе од 1/4 од досегашниот мандат на владата. Истовремено со справувањето со последиците од несреќата, владата е на штреки од политички пожари кои таа може да ги предизвика. По првичниот шок во Кочанската болница, која не е доволно опремена за трагедија од толкави размери, соседните земји веднаш понудија помош, па најтешко повредените беа пренесени на лекување во странство, во клиники на кои може да се третираат такви повреди. Во меѓувреме, тогашниот министер за здравство Арбен Таравари ја расипа калимерата. Прво со партнерите од коалицијата Вреди, а потоа и со премиерот Христијан Мицкоски и ја напушти извршната власт. Сепак, владата лесно го преживеа овој удар од досегашниот коалиционен партнер. По истрагата, семејствата на загинатите излегоа со жестоки критики дека власта ги штити своите. Обвинети се само поранешни функционери, актуелните се амнестирани. Тие што најмногу требаше да ги заштитат се најголемите виновници. Полицијата, инспекторите, газдата и обезбедувањето. Сите тие. И сега што? Слободни, со исправени глави, без срам, како ништо да не било. Но не, ние не сме наивни, ни глупави, ни не забораваме. Случајно или не, веднаш по критиките, истрагата беше проширена и против вистинскиот собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон Александар Нацев, поранешен функционер од ВМРО ДПМН и уште 13 полицајци кои за време на несреќата биле на работните места. Она што почна како мандат со девастирана опозиција и убедливо парламентарно мнозинство кое мирно може да ги пречека предстојните локални избори, се претвори во кризен менаџмент на ситуација која може да ги поремети плановите. Предизборната кампања на ВМРО ДПМН во голема мера се фокусираше на расчистување со криминалите на ДУИ. По убедливата победа на изборите, Мицкоски конечно стави крај на така наречениот мајски договор, кој премолчано го промовираше принципот дека владата ја прават победниците во македонскиот и во албанскиот блок. За волја на вистината, договорот прва го прекрши ДУИ, која во 2017-та коалицираше со СДСМ, иако ВМРО ДПМН освои 2 пратеника повеќе. Се чини дека сега дојде време за наплата на долговите. Коалицијата на ДУИ освои 18 пратеници, а Вреди имаше 14, но заедно со 6 на пратеници од ЗНАМ, владата има стабилно мнозинство. Дури и со тројцата пратеници на Таравари кои заминаа во опозиција, мнозинството не е загрозено, освен за законите за кои треба Бадентер. Тоа пак може да ја закочи реформската агенда. Од друга страна, сега во владеачкото мнозинство има 11 пратеници албанци, а 21 во опозиција. ДУИ бара предвремени избори затоа што смета дека владата не го представува гласот на албанците и нема легитимитет. Вреди се брани дека изборите во албанскиот блок не биле честни зашто ДУИ победиле користејќи го државниот апарат. Токму предстојните локални избори ќе бидат лакмус тест кое од овие тврдења е точно. Ако има огромна разлика на локалните избори помеѓу ДУИ и ВЛЕН, а при тоа се види дека гласот на албанските граѓани не е на страната на ВЛЕН, тогаш ВМРО има многу голем проблем да објасни и да го задржи ВЛЕН во владата, односно да тој биде предоминантниот партнер без при тоа ДУИ да биде вклучен на кој било начин. Да, ДУИ има многу што да му се забележи, но ДУИ не е единствениот креатор на корупцијата во овие 30 години и ДУИ не е единствената партија која дошла во една таква позиција да биде прогласена виновна за се. Така, сепак креаторот на тој цел корумпиран систем се предоминантно македонските партии кои 30 години се сменуваат, ДУИ само се вклучи во таа приказна. Експозето на премиерот Мицковски при представувањето на новите министри пред пратениците беше полно со силни зборови како фуриозно и пеколно. Сепак, домашниот есап не излезе на пазар. Владата се клацка меѓу желбите и ветувањата од една страна и реалноста од друга. Работите ќе мора да се тераат по кроце. Нешто поради објективни околности, но нешто и поради лоша проценка.
Владата го започна мандатот со силна реторика против корупцијата и ветувања за функционално и независно судство. Беа отворени неколку истраги против поранешни функционери, но критичарите велат дека тоа е резултат на политичка селективност, а не на вистинска борба против корупцијата. Дури и во таков случај, крупните риби кои беа мета на обвинувањата пливаат во странски мориња. Двајцата најкрупни осомничени, вице-премиерот Артан Груби и поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, истрагата може да ги види само на слика, на меѓународната потерница. Груби филмски ја напушти земјата неколку часа пред планираното апсење. Ковачевски не чекаше до последен момент. Истрагата против председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Татјана Димитровска осомничена дека оддавала тајни на осомничен дополнително ја подрива довербата. Заглавија и судските реформи. Владата влезе фуриозно со најави за разрешување на судскиот совет и на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кои ги оцени како кочничари на борбата против криминалот и корупцијата. Постапката за разрешување на Коцевски запре поради истрагата за пожарот во Кочани. Собранието изгласа недоверба на 5 членови на судскиот совет избрани од парламентот, но на крај ништо. Нема право да ги разреши. Проблемот е во тоа што секоја влада доаѓа со истите ветувања без при тоа да заборави, а при тоа заборава дека всушност немаат компетенции тоа да го прават што ветуваат дека сакаат да го направат. Било каква интервенција на законодавната и извршната во судската власт е мешање на трите власти. Тука има многу јасни, многу сензитивни граници до кои мора да се држите. Се слагам со моите колеги од правниот факултет кои приказната прилично поедноставуваат до степен на тоа да гледачите разберат еден обичен неакадемски јазик. Судските реформи треба да дојдат од судството. Судските реформи не може да дојдат од извршната власт, не може да дојдат од законодавната власт. Законодавната власт може да асистира, да помогне со закони, со подзаконски акти и така натаму, но не може да ја промени битта, однесувањето и културата на правната култура кај судската власт. Судската власт кај нас се реформира кога судската власт тоа ќе реши дека е трета еднаква власт со сите други. Секој мешање од страна на која било влада е само пиар и ништо повеќе. Тоа не значи дека самото судство не треба да преземе одговорност, не треба малку да стави прст на глава зошто имам низок рейтинг, каде може да се подобри. Во надворешната политика, преговорите со Европската Унија остануваат во ќорсокак поради отворените прашања со Бугарија и барањето за уставни измени. Софија бара внесување на бугарското малцинство во уставот, Скопје бара гаранции дека веќе нема да има блокади. На почетокот на мандатот, владата повеќе се приклони кон новата американска администрација на Доналд Трамп наспроти Европската Унија. Се пофалија дека влегле во периметарот на Трамп. Во Обединетите нации Македонија не гласаше за резолуцијата на Европската Унија за Украина, туку ја подржа таа на Соединетите држави. Македонија исто така им се приклони на Соединетите држави и на Израел во гласањето резолуции против палестинците наспроти европските држави. Напорите на оваа влада ги поздравувам во таа смисла, да се побараат некакви гаранции, да се побараат некакви механизми преку кои ќе се обезбедиме дека нема да има нови барања, дека тие барања и постоечките нема да се радикализираат, дека нема премногу слободно да се интерпретира она што е во преговарачката рамка екс-францускиот предлог. Меѓутоа тоа ќе оди многу тешко и мислам дека една година е многу кратко време, дури неверојатно кратко време за да се постигне тука договор или некакво повидлив напред. Оно што е лоша вест е што тој прозорец на можности ќе трае некаде веројатно до после локалните избори, после што веројатно ова прашање ќе биде ставено комплетно на страна. Она што го придружува овој напор на владата да добие некакви гаранции од Бугарија во однос на во делот на меѓународната политика и односот кон администрацијата на Трамп, кон која се обидовме рапидно да се зближиме и брзо. Колку тоа успеа, колку тоа даде некаков резултат, по мене прашање за кое ќе треба да се оценува. Првичните индикации укажува дека нема многу голем профит, нема многу голем бенефит од тоа приближување на администрацијата со администрацијата на Трамп. На економски план, Македонија зеде кредит од 1 милијарда евра од Унгарија, а потпиша договор со Велика Британија за отворена кредитна линија за инвестиции, која може да достигне до 6 милијарди евра во наредните 10 години. Новите кредити ја зголемуваат загриженоста од зголемување на задолженоста на земјата. Властите уверуваат дека британскиот кредит, за кој е нејасно колкав дел ќе може да се искористи и под кои услови, нема да го зголеми јавниот долг.
Порастот од над 60% на крајот на 2024-та, јавниот долг сега е стабилизиран на под 58% од бруто домашниот производ. Од друга страна, се уште е нејасно дали тој британски кредитен аранжман доаѓа со некакви обврски поврзани со мигрантите. И македонските и британските власти негира, но британските медиуми наголемо пишуваа за тоа.